Како наближува стартот на ловната сезона, така кај ловците станува се поактуелно прашањето како ќе се организира ловното стопанство, односно како ќе функционираат концесионерите во нивните ловишта. Ако ловното здружение Бел камен од Виница ги има дефинирано концесиските права и се подготвува за старт на сезоната во Кочанските, Зрновските и Чечиновските ловишта, ситуацијата е крајно несредена. Особено во Кочани, каде двете атрактивни ловишта со кои стопанисуваше концесионерот Текстил од Скопје, втора година остануваат без стопанственик. Како таквата ситуација на теренот ќе се одрази врз заштитата на дивечот, не е тешко да се предпостави. Дека во ловството во државата се случуваат чудни активности, зборува фактот дека пред крајот на ланската ловна сезона во источниот дел на државата се прогласи забрана за лов на диви свињи поради појавата на африканската чума. По неколку нелогични мерки и по завршувањето на сезоната, наеднаш заразната болест ја снема, па пролета и летово нема никакви информации од надлежните што всушност се случува на теренот. Меѓусезонското затишје со африканската чума, која ги засега и одгледувачите на свињи, најверојатно ќе трае до почетокот на ловот, а што ќе се случува подоцна, ќе покаже времето. Дека ловството е во стагнација, особено во Кочанско, зборува тоа што одамна не се контролира бројноста на дивечот во ловиштата, не функционира фазанеријата и не се организира лов на фазани. Нема податоци колку се загрозени дивиот зајак, полската еребица, препелицата, грлиците, гривнажот и другиот прелетен и полезен дивеч.